Почитувани гледачи, еве на повторно во емисијата Визави. Мој денешен гостин во емисијата е професор доктор Љупчо Ристовски, се извинувам, председател на Конзервативната партија од Македонија Интегра. Добре дојдовте за прв пат во ТВ канал ВИС, еве на отворено поради околностите кои што ги имаме, гледачите знаат зошто сме на отворено, но меѓутоа тоа не е пречка за да реализираме разговор на актуелни теми. Добар ден, благодарам на поканата. Поздрав до вашите гледачи. Така. Професоре, пред да почнеме, не се ограничивме ниту со време, ниту со прашања, зборуваме за актуелни прашања, актуелни теми, но и секако и промоција на вашата работа која што ја работите, проблеми со кои што се соочувате како партија, но с кои што се надевам дека со текот на времето ќе најдете решение. Би сакала да започнеме со прашањето зошто конзервативна и зошто Интегра, што е всушност Интегра? Интегра, Македонска конзервативна партија, е најновиот производ Made in Macedоnia, кој што е на политичката сцена година и 2-3 месеци еве. И фала на Бога, одлично напредуваме, одлично движиме, сондажите за изненадување на многумина, но не и наше изненадување, се одлични. Метриксот говори дека добро стоиме, нели, во однос на довербата на јавноста, во тоа што јас го говорам, во мојава реторика, во реториката на лидерските тимови на Интегра и во самата партија Интегра како збор, сум го објаснувал многу пати, потекнува од интегритет. Чи идејата е на политичката сцена во Македонија да изнесеме вредност, доблесност и интегритет. Тоа значи тоа кое што го мислите и да го говорите, тоа кое што го мислите и говорите и да го правите во вашиот живот, но и во политиката. Од тука конзервативните вредности значи таа идеологија да се вратиме назад на оние примордијални, изворни, исконски вредности, нели? Тоа што го реков, доблесност, интегритет, еснафлук во политиката, потоа оние библиски христијански вредности, почита кон возрастните, силно семејство, значи да ја сочувате честа на својата лична, на семејството, на нацијата, на државата, да едноставно излезете со вистината на политичката сцена, да се обидете добрината, милоста и љубовта Христови да простројат на политичката сцена, да бидат печат на државните институции, утре ако даде Господ да формираме влада, добрина, милост и љубов да строи низ институциите на системот, за да нашиот народ ја крене конечно главата. 30 години нашиот народ е тапкан по глава, веднете му е главата, виткана му е кичмата, економски е бескрупулозно сиромашуван, крволошно е разграбуван 30 години. Сетете се само на тој период на таа криминална приватизација 94-98, кога паралелно со детериорирањето на македонскиот национален стратегиски интерес и на честа на македонската нација, со симнувањето на националното македонско знаме од уставот, ние го почнаме процесот на понижување и посрамотување на меѓународната сцена и на домашната сцена, нациите кои што не си го ценат и почитуваат своето национално знаме. Знаете, знамето се симнува само во услови на капитулација, ние го симнавме во услови на мир. За жал, Социјалдемократскиот сојуз ја носи таа стигма од 94-98 година, си ја носи стигмата на таа криминална приватизација, на 200 и кусур илјади стечени работници, на многу самоубиства, на многу пропаднати фамилии, си ја носи стигмата на назадувањето на судскиот систем и комплетното поништување на независноста на судството од 1948, кога имавте серијал на судии кои што беа наместени по притисок на политичките избрани функционери и на партијата на власт. Но ништо помалку во периодот 2006-2016, ако сакате, па и претходно 98-2002, кога ДПН беше на власт, нацијата беше ставена во една состојба на силна пресија, знаете, автократската власт, автократскиот модел на владење на тој режим во тие 11 години доведе до тоа да преку сеењето на страф и ужасија нацијата ја супресирате во незиниот личен потенцијал. Луѓето почнаа да шепатат во своите спални соби и од тука Македонија во една никаква фалична демократија во тој период според Economist Intelligence Unit падна на хибриден режим. Ние никако не дојдовме до полна демократија. Досега не се појави политички субјект на македонската политичка сцена кој што ќе ги крене стандардите и ќе ги постави повисоко своите таргети
кон полна демократија. Изборната платформа на Интегра Македонска конзервативна партија ќе цели во која ја нарекуваме нова македонска ренесанса на прагот на третата декада на 21 век, ќе цели кон тие високо поставени идеали за едно организирано општество каде што ние мора да достигнеме полната демократија, да вратиме нацијата и државата од состојба на хибриден режим преку флаут демокрасија или фалична демократија кон полна демократија. Одбравме 72 компоненти кои што ќе ги таргетираме со сите наши стратегии и политики, со сите наши мерки и инструменти на ресурските политики, за да конечно Македонија пред од една декада или два изборни мандата на Интегра, ако даде Господ, да ја претвориме Македонија на вистина во полна демократија. Во политичките науки постои една теорија каде што две полни демократии никогаш не војуваат помеѓу себе. Од тука ние треба да бидеме локомотивата во регионот, да ја следат и соседниве држави, да едноставно ги заборават тие екстремизми, историски аватизми и екстремистичката политика на Софија и на Атина и на Тирана и на сите останати околу нас. Значи, едниот столб на нашава идеологија е конзервативниот дел, а вториот е вредносниот либертаријански, кој што е буквално шлак на тортата. Е природен производ на конзерватизмот од вредносен модел. Инаку имате, знаете, разни либертаријански правци и така натаму, но нашава конзервативна вредносна идеологија е единствен заокружен идеолошки пакет. Тоа значи дека максимално ќе прогредира со слободата на индивидуата, за да може да го ослободиме личниот потенцијал на поединецот да дојде на пиедестал од државата, да подметне рамо, да подаде рака, да ве крене вас, да ги крене сите овие луѓе кои што веќе им ја украдоа овие политички елити 30 години насмевката од нивните лица. Тие одат со тажни наведнати лица, јас велам здрави, прави мажи македонци, одат со наведната глава после 15 и до 15 им е исправена главата, зашто после 15 во месецот тешко го прехрануваат семејството си, ги плаќаат сметките и обврските, а камоли да ја остварат амбицијата на своите деца. Од тука, овој модел на слобода значи да ја унапредуваме личната индивидуална слобода до крајни граници, да не ја загрози слободата на другиот до нас. Економските слободи до крајни граници, да не стане некој монопол или да загрози ранлива категорија граѓани. Ова идеологија дава заокружен одговор на сите актуелни критични точки кои што се закана или ајде поблаго речено предизвик на актуелниот политички момент во Македонија. Така. Виделиме 30 години македонскиот народ е нејасно со политичките партии, каде ги води целиот народ. Знаете, 72 компоненти, велите дека имате. Неминовно е да не ве прашаме, спомнувате Атина и Софија, што понатаму? Што е она кое што вие како интегритет ќе го вратите на македонецот? Ќе ги опфатите ли овие може би ранливи моменти за македонците, кои што во изминатиот период еве сме сведоци? Значи, на политичката сцена Интегра излегува со вистината, водејќи се од моделот дека татко на лагата е ѓаволот и дека со лага ага не се бидува, вели нашиот народ. Значи, ќе извадиме вистината на виделина. Знаете дека ако доаѓате со вистината, ќе ве нема во ниту едни бомби, ќе немате ниту една опашка, ќе нема скриени намери, скриени разговори. Со Интегра, нацијата ќе знае на што е. Оти знаете и во животот, ако имате пријател со кој што не знаете на што сте, тој не ви е пријател, или барем не ви е искрен пријател. Од тука, Интегра вели, ако дојдеме на власт, државата ќе биде вашиот пријател. Државата ќе биде таа која што ќе ви служи вам. Оти ние луѓето сме формирале државата и таа постои заради нас и нашите потреби, да дојдеме во даден момент во периодот на нашиот живот, кога може да речеме да, јас го осторив правото на лична среќа и сум задоволен од постигнатото во мојот живот. Се дотогаш немате успешна држава, така што овие 30 години, јас ги нарекувам 30 траорни години, не успеа двете доминантни партии од македонскиот политички блок и третата од албанскиот да отворат една известна перспектива за нацијата и за државата, односно постојано не држат на ивица на работна пропаста и никако да понудат една отворена перспектива да македонецот биде богат и просперитетен. Велам сите останати кои што се родени и кои што живеат и творат ново парче света македонска земја да бидат задоволни од постигнатото во својот живот, да го остварат својот сон. 30 години сепак е многу време.
половина од нашиот живот е отиден, надевајки се дека тие што ве донеле до ивица на провалија ќе ви подадат рака и ќе ве вратат назад. Не, тие ќе ве поттурнат за да вие повеќе не се сеќавате и нивната стигма да не ја пренесувате на генерациите после вас. Од тука не се надевајте на овие две партии, периодот што доаѓа, нацијата е зрела да одбере нова политичка сила, да одбере нова политичка визија, да едноставно донесе нови ликови во политиката, нешто што отвара нови перспективи, нешто што нуди и ја враќа надежта кај нацијата, нешто што ја крева главата на нацијата. Такво е и логото на Интегра. Ние ја креваме главата на нацијата кон крстот Христов, кој што е раѓање на нешто ново, звезда равноденица, нешто се раѓа ново во Македонија. Ова нова политичка визија покрај овој еден постулат да го врати достоинството на народот, да го зацврсти државотворниот капацитет на македонскиот народ во татковината Македонија, да го сочува македонското во Македонија. Оти тргнати сме, знаете, на таа ивица на провалијата, под силна агресија македонското во татковината Македонија, под сериозен притисок од екстремистичките сили, на основа на пизмен политиките на актуелнава влада, ние сме доведени до ивица да е загрозен државотворниот капацитет на македонскиот народ во татковината Македонија. Под отстреле се македонско на ниво на држава во етничка смисла. Многу професори на Социјалдемократскиот сојуз велат дека не постои повеќе македонски идентитет, што е трагедија. Ние имаме сосема легално и легитимно право, први сме во кругот и според Јалта и според одлуките на Аслом 44-та, според уставот на ФНР од 46-та година, македонскиот народ застана на страната на антифашистичката коалиција во Втората светска војна. Дадовме 100.000 борци, 40.000 жртви според професори од Институтот за национална историја, според она кое што јас го имам како податок. Тоа ни дава сосема легално и легитимно право. Ако 46-та бевме дефинирани во тој устав како држава на македонскиот народ, секоја чест на албански интелектуалци или од другите малцински етнички групи кои што се приклучија на народно-ослободителната антифашистичка борба во тој период, но македонскиот народ го има сосема легално и легитимно тоа право да биде државотворен во својата татковина Македонија. Исто беше и со референдумот од 91 година. Останавме држава на македонскиот народ и ние така треба да останеме. Нормално мудроста е да го споделуваме политичкиот суверенитет со албанската етничка заедница, нормално политичките партии кои што се нивни репрезенти, со сите останати малцински етнички групи и така натаму, но нивното право и слобода може да се унапредува до граница да не го загрозат моето право. А моето право е јас да бидам македонец во мојата татковина Македонија, јас да го имам исто така државотворниот капацитет во полн обем и да биде остварен во сета полнота во мојата татковина. Оти Македонија е единствената татковина на македонскиот народ. И од тука немаат право албанците да бараат да се симне државноста на македонското во етничка смисла од обележјето на државата, исто така и останатите екстремистички политики на Софија и на Атина. Ние имаме право да го бараме тоа и имаме право да се држиме до тоа да биде за навек утврдено, но со овие две партии кои што јас велам дека тие во известни моменти навлегуваат длабоко во веле предавнички елементи во минатиот период. Вториот сегмент, пошто природен производ од ова би било северна придавката да исчезне во првите 100 дена од доаѓањето на власт на Интегра, на еден многу правно издржан начин кој што ние во Охрид во саботата го објаснивме на една отворена и интерактивна дебата со јавноста, каде надпартискиот министер за правда во сенка на Интегра, едноставно доктор на правни науки кој што има докторирано во Словенија, заедно со правни тимови на Интегра утре од Америка, Британија и од Словенија, ќе работат на враќање на името во првите 100 дена придавката северна ќе испари како пареја во воздухот и се ќе се врати во првобитната состојба. Го објаснивме ние тоа, нека гледачите така погледат на фан страната на Интегра. Раскринкаме добрососедските односи со Грција и со Бугарија? Тие не се добрососедски односи, затоа што ден денеска ниту Софија, ниту Атина признава постоење на македонски народ и македонски јазик во идентитетска смисла, во етничка смисла. Правото на самоопределување е загрозено директно со Преспанскиот договор, да јас бидам македонец во етничка смисла во мојата татковина Македонија, да говорам јас македонски јазик, да имам своја македонска историја, да имам своја македонска култура и своја духовност. Истото е загрозено од Бугарија, но во сегментот право на постоење.
Ова е правно-политичка терминологија која во меѓународното право ни една нормална држава не се дрзнала да го оспори на било која друга нација или народ на планетава Земја во историски контекст. Ова е будалаштина од ранг што се обидоа да дирнат во зеницата на македонскиот национален стратегиски интерес. И од тука ќе им паднат и Преспанскиот договор и спогодбата со Бугарија зашто се загрозени правото на самоопределување и правото на постоење. Вториот лост, пошто очекуваме дека ќе имаме блокади од Брисел, ќе имаме притисоци меѓународни и така натаму, Интегра спреми една фантастична, без претенциозност и без лажна скромност, изборна платформа која нарекуваме нова македонска ренесанса, после овој сериозен период од 30 годишно детериорирање на економската моќ на македонецот, ние ќе влеземе во фаза на рестартирање на системот и во фаза на регенерирање на личниот потенцијал на секоја индивидуа и на македонската нација во татковината, но и на секоја душа која што ја прифаќа Македонија за своја татковина. Од тука, столбовите на кои што ќе градиме економската регенерација или рестарт на овој македонски потенцијал кој што го велиме е сериозно намалување на секој јарем и секое бреме од леките на нацијата преку намалување преку даночната политика, намалување на даноците и намалување на сите видови на оптоварувања кој што ги има наметнато државата во сите овие изминати 30 години. Ако Социјалдемократскиот сојуз оди со прогресивен данок и вели дека тоа е праведен, претпоставено праведен, ако ДПН одат со рамен данок од 10 на 8, Интегра ќе оди со за прв пат на македонската политичка сцена, ќе одиме со регресивни стапки на данок од 10, 9, 8, 7, 6 и 5 и со нулта стапка на одрешување за високо интелектуален ноу-хау. Конкретно, ако сакате, во посебна иновацијска информатичка високотехнолошка зона во Велес, која нарекуваме Витес, Велес Innovation Informatics Technology Zone, Витес, на 10 хектари покрај Вардар ќе градиме македонската силиконска долина, односно високотехнолошка зона која што треба да ги има, нели, да го има имиџот на македонска силиконска долина, каде во првите 100 дена ќе има нулта стапка на доначување за зоната, но и за високо интелектуалниот ноу-хау, се што иновацијско, информатичко и високотехнолошко, се што е во регионот кај го шмукаме во Македонија и наместо brain drain одлив на мозоци, ние ќе имаме brain gain во татковината. Кај одливот на мозоци 200-300 илјади млади се претежно високо образовани. Ако цената на чинење на еден студент годишно науки е 50.000 евра, проценете колкава загуба и нанеле СДС и ДПН на татковината во изминативе 30 години само со одлив на овие 200-300 илјади високо образовани кадри. Помножете колку пари од буџет сме финансирале напразно. Тоа ви е тешка загуба во која секое нормално претпријатие ќе отиде во стечај и во ликвидација. Од тука Македонија со овие партии е донесена пред стечај, ако не и пред ликвидација. Вториот сегмент кој што сакаме да го потенцираме е намалување на целата регулатива преку еден масовен процес на дерегулација, проект Масдерек или Massive Deregulation. Творецот на економската теорија за дерегулација е во економските тимови на Интегра, тој е угледен професор од Америка, инфлуенсер во американското општество, кој што редовно оди на ислушување во подкомитетот за на Сенатот, подкомитетот за буџет и финансии во Сенатот на Америка. Од тука што сакам да ви кажам? Преку намалувањето на регулативата ќе се ослободи личниот потенцијал на малите и средни бизниси. Тоа значи дека сите оние лиценци, решенија, дозволи што ги даваат, менеджментот, овие средни државни службеници во владата, под притисок на партиски политички избрани функционери секој пат бараат рекет, мито, тоа е корупција. За секоја дозвола вие да платите, нема мал и среден бизнис кој што не се соочил со барање на рекет, на мито, за да добие одредено решение, одредена дозвола, одредена лиценца. Овој систем 30 години функционира, знаете како што е најстариот занает во светот политиката стана. Значи, Макијавели на сцена да приграбите што повеќе моќ, власт, интерес, влијание за себе, вашите 5 минути во политиката да ненормално се збогатите во тие 5-10 минути, не водејќи сметка дали грабате од жебовите на овој напатен народ. Сето тоа мора да отиде во историја, затоа дојдовме со вистината на сцена, со вредноста, доблесноста и интегритетот, дојдовме со една јасна визија и со јасен концепт. Интегра вели, Македонија се наоѓа на оваа точка денеска, и сеќавањето ваше за Македонија е еден кошмарен сон, една фата моргана во која 30 години или половина од нашиот живот ни е отидено во неврат. Ние воопшто
не живееме во Македонија. Ова не е живот, тоа е живуркање во Македонија. Не успеа досега да отворат перспектива во која личниот потенцијал на поединецот ќе дојде до израз и едноставно ќе дојде самиот подпомогнат од владата, нормално да самиот создаде услови за себе си, да биде задоволен од постигнатото во својот живот. Не успеавме да направиме богати и просперитетни граѓани од Македонија, а замислете на ова благодат од Бога што ни е дадена, на овие благослови што Господ ги излеал во Македонија наречена ризница, греф е македонец да биде сиромашен. 12 милиарди долари е бруто домашниот производ во Македонија. Тоа е страшно мизерно ниско ниво за оваа благодат од Бога. Израел со 20% помала територија, каде што нема вода освен во северниот дел, од пустината направи рај. 300 и кусур милиарди долари е бруто домашниот производ наспрема нашиве 12 милиарди долари. 80 милиарди долари е нивниот буџет наспрем нашиве 3,5-4 милиарди долари. Тоа значи дека тотално сме неуспешни во владењето овие 30 години. СДС и ДПН со нивните застарени идеологии, марксистичко-ленинистичката од 19 век на СДС, постојано да ви се очите во джебовите на граѓаните, да владеете само со покачени даноци, само да грабате од овој напатен народ. ДПН е со таа нивна назадна револуционерна идеологија од 19 век, да го држите под јарем народот, да биде постојано под страф, под притисок, под уцени, по закани за да го рекетирате, за да непријателски го преземате бизниси и така натаму. Значи, ни едните ни другите не успеа да отворат перспективи за нацијата и за државата. Ни едните ни другите не успеа да создадат услови, да подметнат рамо, да подадат рака, да се крене овој човек. Никогаш не ги интересирал македонскиот обичен човек. Од тука ги таргетираме трите компоненти. Материјалното богатство преку овие два елемента да се мултиплицира бруто домашниот производ, кој што за ваша информација с неколку пати говорам, една обична општина од 250.000 жители Кенбюри, Бенкстаун во Австралија, куцнете на Google, ќе видите дека годишно прави преку 15 милиарди долари бруто домашен производ нова додадена вредност. Ливерпул општината со 200.000 жители во Австралија прави 15 милиарди. Јас сега велам во новата македонска ренесанса, за 2 изборни мандата од владење на Интегра после 10 години. Значи сега сме тука. За 10 години нацијата нема да ја препознае Македонија во однос на ова што ја знае сега. Нема да сака да се сеќава на оваа Македонија која знае за овие 30 траурни години, затоа што ќе се сеќава на неа како на еден кошмарен сон. Дали јас воопшто го живеев тој сон тие 30 години? Верувате ли дека таков систем би донеле? Апсолутно, во државата, сметајќи дека сите пред да дојдат на власт апсолутно ветуваат мет и млеко, и кога ги исклучувам лидерите, не сакам апсолутно лично. Сега да одиме еден чекор но луѓето кои што се околу лидерите едноставно си прават своји канали. Може ли да кажам само уште 2-3 вон стандардни решенија кои што досега не се слушнати? Значи Македонија е ризница. Еве да зборуваме за Струмица и за Струмичкиот регион. Едно од точките, значи кој што таргетирањето на материјалното богатство каде што ме прекинавте, е тоа што државата е лостопанственик. Таа не знае да ги управува капиталните инвестиции и субвенциите. Таа е одличен трошаджија затоа што троши туѓи пари, но е лош стопанственик, лош бизнисмен. И тоа економската теорија го потврдила. Од тука вие мора да му го одземете правото на премиерот, вице-премиерите и министрите да брцаат во грнето со мед постојано. Тоа дискреционо право да го пресечете, капиталните инвестиции и субвенциите да ги внесете во бизнис, во приватниот сектор. Таму во посебен македонски инвестициски фонд овие 650 милиони евра ќе бидат 1/3 удел на државата. 2/3 удели ќе дојдат од приватни инвестициски фондови во 3 слободни финансиски зони Скопје, Охрид, Струмица. Во овие 3 слободни финансиски зони, Financial Triangle или Mafit Zone ја нарековме ние, ќе се хранат тие 2/3 инвестиции. Приватните инвестиции се најевтиниот капитал. Од 0,75 до 1,25 се каматните стапки годишно, а банкарскиот капитал е изразито скап. Од тука овие приватни инвестициски фондови, знаете, успешните бизнисмени од иселениците на светот кои што се милионери, 15.000 милионери имате само во Австралија, ќе ги привлечеме да вложуваат во татковината, затоа што знаете, досега овие две гарнитури им бара само мито, рекет, корупција, затоа не успеваат проектите, затоа 720 милиони од ИПА средствата ги вративме 2017 година затоа што не знаат да ги искористат. Капиталните инвестиции сега се на историски најниско ниво, пола година помина немате ни 18% капитални инвестиции реализирано. Лани беа 26% реализирани капитални инвестиции,
а реството го вратија како долгови на општините и си купија, не знам, скапи возила, скапи кожни фотели, кабинети и така натаму. Имате јавашлук на јавна цена. Затоа е овој народ сиромашен. 30 милиарди долари што е краден во овие 30 години по еден прост економетриски модел, ако ги вратите во системот, ако сме ги вратиле во економскиот циклус во изминативе 30 години, со тие мизерни стапки тие 30 години, сега просечната нето плата по вработен во Македонија ќе беше 1700 евра, поголема него во Франција. Тоа е потенцијалот на Македонија. И кога ме прашувате дали ќе не веруваат или не, ние нудиме уште една друга опција. Велиме на секој 2 години владење од Интегра, во наредните 2 изборни циклуса, ќе имате референдумско изјаснување, плебисцитарно народот ќе каже дали Интегра ги исполни своите ветувања, дали Интегра е на добар пат да ги оствари своите ветувања во татковината. Се што говоревме, велиме дека е вистина, и второ, се по таа Христова агапе љубов е насочена да го кренеме македонскиот човек да стане богат и просперитетен. Немате богата и просперитетна држава ако не ви е богат и просперитетен поединецот. Немате богата држава ако немате здрава нација и немате богата држава ако немате образована нација. Од тука тоа се втората и третата компонента на индексот за просперитет од програмата за развој на Обединети нации, Index of Prosperity или индекс за човековиот развој. Тоа се тие трите таргети, понатаму одиме со почвата, водата, воздухот и човечкиот капитал стануваат национални стратегиски ресурси, ќе ги таргетираме со посебни стратегии и политики на државата и со посебни ресурски мерки и инструменти на политиките. Тоа значи, внимавајте сега, ова не ви го говори било кој. Значи, јас многу е лошо да говорам за себе, но заради нели авторитет на Кажаново, ви говори човек што има 3 дипломи, што има 2 докторати, што има докторски студии во Америка, човек што има 15 години институционална меморија во владени политики, во професионален дел на администрација по мерен систем. Че никој пат не бил партиски избран функционер во владата. Сакам да ви кажам дека сето ова што го говориме е резултат на љубовта кон својот народ, љубовта кон татковината и политичка волја сериозно да се нафатиме со предизвикот да ја кренеме нацијата. Ние не можеме да се надеваме постојано Брисел да ни дава. Не можеме постојано да го комплексираме нашиот народ дека ако Брисел не е тука, ние готово ќе пропаднеме. Не е точно. Овој народ и одел со крената глава гордо и достоинствено во турското, во српското, одел во Југославија за време на комунизмот, ќе оди и сега. Интегра ќе крене главата на нацијата, ќе одиме гордо и достоинствено и нема да зависиме и да коленичиме пред било кого. Од Бога имаме благодат дадена која што треба да имате политичка волја, љубов за својот народ и татковината, да едноставно создадете нова додадена вредност. На овој начин, со овој економски циклус, за овие мега еквити проекти што ги говориме во Македонскиот инвестициски фонд за Чебрен, Галиште, Бошков мост, соларни резервати, ветерници, третиот бран на алтернативни извори на енергија, производство на енергија од хидроген, производство на реактори за согорување на чад од индустријски оджаци, за согорување на индустријски отпад. Таму имаме низа на иновативни технолошки решенија. Потоа за производство на дијаманти од јаглен, ова се проекти за кои што лиценци имаат наши иселеници кои што успеале во Америка и во Австралија. Потоа ќе одиме со Мепсо, мора да оди на Барабан, 30% прави загуба. Помножете колку е тоа од произведената струја во вредност и увезената 160 милиони евра струја и ќе видите дека на тие 600-700 милиони евра струја што проаѓа низ системов, 30% ви е загуба. И никого глава не го боли, во место продолжуваат да купуваат кожни фотели од природна телешка кожа. Замислете, не може ли да седат во обични фотели? Нив им требало од природна кожа фотели. И тоа се случува денеска сега пред нашите очи. Мепсо е државно предпријатие. Од тука тоа е загубар. Вие ја плаќате, населението ја плаќа со 33,3 моќност, скриена внатре во цената, тоа е загубата што има Мепсо и затоа тоа мора да оди на Барабан, 1/3 државата ќе се задржи удел, земјата по долноводите и мрежата ќе се даде на приватник кој што ќе ја санира, инвестирајќи во неа и од старт ќе отствари 30% ќар. Затоа што ќе има санирана мрежа, нешто што државата не ја интересираат само партиски вработувања. Македонски пошти, железница, транспорт и така натаму. Сега, овој крај, во Струмица, значи наш повратник од Норвешка, има правилно ископини на потегот Буриево према Беласица, на 30 бушотини. Имате 27 бушотини кои потврдуваат дека ние спиеме на нафта и газ. Значи една година истражување во периодот на владењето на Интегра. Ќе
ќе покажат и докажат дека ние имаме потенцијал на нафта и газ. Не може Србија, Црна Гора, Албанија, Грција и Бугарија да имаат наоѓалишта на нафта и газ, Македонија да нема. Значи треба само политичка волја за да се влезе во тие истражувања и преку овие приватни инвестициски фондови да отвориме нормално инвестициски циклус за една најсовремена, еколошки, најстандардизирана рафинерија со Евро 6 стандард и капацитет, нели, гасна централа за да може не само Македонија да снабдуваме со газ, ќе имаме, нели, ние брза и масовна гасификација на цела територија на Македонија, која што сега не се прави затоа што Ангјушев требаше да прави пари, затоа што пред тоа Мицкоски требаше да прави пари кога беа ВМРО, затоа што цело време политичарите прават пари од увозот на струја и од тие пикови на берза. Треба да се направи еднаш брза и масовна гасификација, само ние не сме гасифицирани во регионов. Тоа е трагедија за нашиот народ. А освен ова, нормално дека ќе таргетираме, имате во Македонија 7 геотермални точки со термални води над 72 степени. Земете Кумановско, Кочанско, Овчеполието, Штипско, Струмичко, Струмичкиот дел, потоа имате Пелагонискиот дел, Косел, Охридско, Катлановско, Скопје и Дебарско во другиот дел на Македонија. Значи 7 геотермални точки се таргетирани со посебни зони за здравствен туризам. Во една зона на 10 хектари ќе се даде концесија на 33 правни субјекти, дали инвестициски фонд ќе влезе, дали приватни наши селеници од надвор ќе вложуваат. Важно ќе направиме state of the art бајски туризам. Ако Терме Словенија направи светска атракција, ние со овие 7 зони за геотермални, значи чворови или за здравствен туризам, Македонија ќе ја претвориме во светска туристичка атракција. Потоа низ цела Македонија ќе имате спа зони, најсовремени state of the art и ќе направиме 12 зони за старски центри, каде на 10 хектари ќе имате 33 маркици за најсовремени модерни старски домови, а во средина ќе имаат молови, системски маркети, киносали, фитнес, базени и така натаму. Знаете, еден јапонски инвестициски фонд ни приоѓа и ни вели, ние го имаме принципот на патернализам, култ кон старите и возрастните лица. 100 милиони жители живеат на мала територија во Јапонија, им треба кислород над 600 метри надморска висина и требаат мир. Таму живеат под стрес, густо е населено, ни треба да имаат пристојна достиствена старост, да не речам и смрт. И ја одбрале Македонија како еколошка зона, ни приоѓаат нам и велат ќе инвестираме во брзи железници, во експресни патишта, во најсовремени state of the art услови за овие старски центри. Ние шириме приказната, велиме 25.000 македонци веќе имаат европска пензија. Десетици илјади имаат во Америка, Канада, десетици илјади имаат во Австралија и Нов Зеланд. Замислете 100.000 пензионери да трошат пензија месечно по 2 до 3.000 евра во овие зони за старски центри. Македонија ќе посетуваат нивните деца, роднини, пријатели и така натаму. Македонија може да прерасне во туристичка атракција. Посебно Министерство за туризам предвидува да имаме 100 висок таргет, 100.000 туристи дневно. Затоа ќе ви треба нормално нова транспортна стратегија, со еден час да стигнете на секоја точка во Македонија. Предвидовме брза железница, 960 км, професори по сообраќајни, инженеринг и транспорт ја направија трасата низ цела Македонија, од Струмица за Охрид и така натаму, ќе ја изврземе со брза железница. И ова е многу реално. Ако Кина, извинете, прави, реализира 10.000 км брза железница до 350 км на час, Македонија за 6 години. Македонија може за 2 изборни циклуса од 8 години да изгради 960 км брза железница до 220 км на час, некаде 200-180, зависно од конфигурација на теренот. За еден час да стигнете до секоја точка во Македонија. И ова изводливо, цената е некаде 10 до 12 милиони долари по километар со се комплетната, нели, транспортна инфраструктура и мрежа. Исто како што ќе воведеме воздушни магнетни возови во Скопје од Рачево до Старе по долина на Вардар, обратно од јужна обиколница околу Водно, во Охрид од центарот на Охрид до Свети Наум. Тоа се воздушни магнетни трамваи или жироскопија, во науката се вели, имаат неколку производители во Европа, цената на пазарот е негде 1.100.000 евра по километар. Има веќе приватни инвестициски фондови кои што се заинтересирани и за брзата железница, и за жироскопијата. Значи сите овие мега еквити фондови државата ќе подметне рамо за да, нели, преку гаранциите влезат овие приватни инвестициски фондови со правни субјекти наши и така натаму да направиме пресврт во овој економски циклус. 30 милиарди надвор ги таргетираме со посебен проект Закеј. Значи имаме одговор во ова нова македонска ренесанса скоро на сите критични точки
од овој развој во изминативе 30 години, од овие 30 траурни години, и ние сме убедени дека за 10 години од сега нацијата нема да препознае Македонија како ќе изгледа во тие 30 години. Ние правиме сега моќни медиумски, рекламни спотови за да и доближиме на нацијата. Че тоа не е научна фантастика, ова се реално постои во светот. Македонија ќе биде прва во регионот што ќе оди храбро напред. Ќе имаме 4 слободни земјоделски и сточарски зони: Полог, Пелагонија, Овчеполието, Струмичкото поле. Овде е предвидена голема земјоделска зона каде што огромни хектари ќе добијат приватни инвестициски фондови, дали се домашни или странски, сеедно, кои што задолжително над одредена квадратура или хектоража, над одредени хектари ќе мора задолжително да вложат во висока финализација на храна и пијалоци, тоа што е компаративна предност. Сега бевме во Лукел без иската и му велам на генералот со мене, погледни ги, молим те, колачиве од ориз. 59 денари е 60 грама, 15 евра е кило ориз компандиран и претворен во колачи. Ние се мачиме со оризом, со не зна субвенции, со не зна што. Излезот за Македонија е во високата финализација на храна, пијалоци, на се што е компаративна вредност во татковината, и врзувајте се за висока финализација. Ако сака некој да добие, да речеме, огромна 1000 хектари, ако сака за калинка, ќе му дадете, но ќе му речете задолжително висока финализација за органски сок или за 100% джус во стакло. Највисоката можна финализација, од семките ќе правите антиканцер, фармација и така натаму. Тоа ќе биде услов за да добиете привилегија да имате 1000 или 2000 или 5000 хектари. Ние во моментот имаме преку 120.000 хектари необработена, обработлива земја во Македонија, која што лежи така, и најмалку уште толку која што е заглавена во судски стечени постапки. Тоа е огромен ресурс, рековме, почвата ќе ја дигнеме на ниво на национален стратегиски ресурс. Нема педа во Македонија да остане необработена, но и нема да продаваме робовска работна сила да бидеме. Нема да примерното производство, нема апсолутно да се извезува, мора да оди во висока финализација. Дали било тоа ориз, дали биле домати, дали биле пиперки и така натаму, конзервната индустрија мора да оди напред, пченицата мора да оди во кондитори индустријата. Македонија увезува во моментот преку 80 милиони евра кондитори. Ние увезуваме уште домати, ние увезуваме уште, конзервна индустрија увезува Македонија. Израел произведува 7 милијарди долари храна годишно, од кој што 6 е извоз. Замислете Израел во пустина. Ние можеме да произведуваме, јас слободно, без претенциозност можам да кажам дека Струмичкиот регион со сите овие зафати што ќе ги направиме, ќе прави самиот 15 милијарди долари бруто домашен производ. Замислете го вашиот стандард како телевизија или на овој народ овдека како плата, или ако се мали и средни бизниси, што ќе права со 15 милијарди долари само за Струмичкиот регион. А каде е Штипскиот регион, каде е Овчеполието, каде е Пелагонија, каде е Охрид и така натаму. Значи Интегра има реален издржан план како да го мултиплицира материјалното богатство, како да го неколку кратно удвостручиме бруто домашниот производ, да го утростручиме, да го мултиплицираме. Македонија може да произведува во трилиони бруто домашен производ. Само треба политичка волја, треба пресврт на политичката сцена. Имаме проект Метаноја, мајндсет на нацијата. Знаете, 30 години овој народ е анестетизиран во неговиот гении. Македонецот има македонски гении кој што 30 години е тапкан по глава, збиван со IQ 80, со разни приказни дека не бива да имаме држава, дека не бива да направиме нешто од татковината и така натаму. Но Македонија раѓала и ќе раѓа синови македонци кои што едноставно со љубов ќе пристапат на својот народ и на татковината, и може да се направи пресврт на изводлив начин, feasible, на многу реална основа. И велиме, ако се ово што го говориме, вие научна фантастика, ви изгледа како бајка, или не знам што, 2 години плебисцитарно изјаснување, нацијата на референдум ќе си каже дали сте задоволни од работата на владата на Интегра овие 2 години. Ако народот не ни ја укаже довербата, веднаш одиме на нови избори и повеќе никогаш да не ни ја даде довербата. Ако во било што сме ги излажале, ние склучиме завет со Бога. Во интроспотови 40 првенци на партијата со Библијата во рака заклучиме завет со Бога дека се што говориме е вистина и дека деноноќно ќе работиме тоа да го оствариме за својот народ и за татковината Македонија. Значи јас пред да влезам во политика сум склучил завет со Бога.
овој крај овде добро значи што значи да заклучите завет со Бога. Тоа е огромна одговорност, поготово за некој кој што ја проповеда Библијата. Јас добро знам што ви говорам. Значи, ова се многу сериозни процеси кои што интегра ги отпочнува на македонската политичка сцена. На вистина сакаме Христос да го ставиме од центарот на сите политики. На вистина сакаме да покажеме дека на вистина може со вредност, доблестост, со интегритет да одите напред. Немате просперитет на нација и држава на планетава земја која што во фундаментот на уставот и законите нема вредност, доблестост, интегритет. Нема морално-етичка компонента во сето тоа. Оттука овој траорен период на Македонија, ова бескрајна транзиција, мора да ја испратиме во историја. Овие назадни идеологии, марксистичко-ленинистичката од 19 век на СДС и ова застарена револуционерна од 19 век на ДПН, мора да ги испратиме во историја еднаш за секогаш. Или ќе се реформираат и ќе се усогласат со новите трендови во третата декада на 21 век. Не зборам за она на дуи политиката. Значи, мораме веќе да направиме сериозен пресврт, ако сакаме прво, рековме, едниот постулати стол беше да го сочуваме македонското во татковината Македонија и второто, да кренеме нацијата и да направиме богати и просперитетни граѓани кои што во даден период ќе речат да, јас сум среќен, го имам остварено на лично право на среќа и сум задоволен од постигнатото во мојот живот во мојата татковина Македонија. Така, професоре, ги спомнавте одливот на музици во државата, проблем кој што реално морат сите да прифатиме дека тоа така. Систем на образование кој што за многумина еве лично и за мене е неприфатлив. Што е оно, вие како еве дел од просветата образованието е во компонента на просперитет. Јас ви спомнав Витез зоната во Велес, во првите 100 дена нулта стапка на одонечување. Но не ви докажа дека партнер во процесот ќе ни биде еден од најпрестижните високотехнолошки универзитети во светот, кој што по моделот на приватно јавно партнерство со Центарот за иновации и дизајн кој што е целосно приватен, работат на Factory of the Future или фабрика на еднината, каде што Siemens повторно по моделот на приватно јавно партнерство вложиле $100 милиони. Јас бев таму, двајца македонци кои што се во лидерските тимови на Интегра раководат меѓународни 65 професори и работат на Factory of the Future, дел од нивните колеги и така натаму. Тие ќе ни бидат партнери во процесот во зоната во Велес. И ние без претензија и без лажна скромност може слободно да најавиме дека тоа на вистина ќе стане македонската силиконска долина. Тоа е моделот за образованието. Во Штип сега бев за ТВ Ирис, имав интервју денеска. Таму го најавив универзитетскиот град во Штип. Штип има образовна традиција. Гоце Делчев таму бил учител. Имаме универзитет Гоце Делчев. Таму ќе направиме на еден простор од 10 хектари комплетен универзитетски град state of the art, каде што ќе имате со приватни инвестициски фондови и истражувачки, научно-истражувачки центри од светот дојдени, кои што во приватно јавно партнерство со универзитетот, со еден посебен студентски кампус, ќе направат чудо од образованието во Македонија. Тоа ќе биде патокас по кој што ќе се реформира и УКИМ, државниот универзитет, значи приватното јавно партнерство во високото образование или концептот на Адам Смит за високо образование ќе влезе на сцена и оттука ќе имате богати и стаменити професори. Не може професорот да нема висока плата денеска. Тоа е проминентниот дел на општеството. Тие мора да се ослободени од притисокот на финансите во својот живот. Исто како што и лекарите, медицинските лица и така натаму, исто како што и судиите. Значи имате една интелектуална елита која што е проминентниот дел на општеството, која секој пат влече напред, но не треба да ги запоставите и овие обични луѓе на улица. На секого треба државата да му подметне рамо, да подаде рака, да го крене едноставно и зависно од неговиот личен потенцијал да направи нели богат и просперитетен граѓанин. Значи ова се отприлика тие постулати на кои што ние ќе движиме. Значи здравството имаме посебна концепција со длабока радикална реформа, образованието ќе има длабока радикална реформа. Значи ќе се зафатиме со сите премрежја на ова македонско транзицијско општество во изминативе 30 години на една известно држива визија. Ако сакате, оваа наша платформа е можеби врв во светската теорија емпириските практики, собрано се што е најдоброто во светски рамки, но автохтоно и изворно проицирано на ова македонско подиеве за македонскиот народ. Јас сега на Ирис говорев, една моја многу драга професорка од економски факултет која е сега во пензија, ми вели: Љупчо, зарем се во ова мислиш дека може македонската економија, вели, тоа е како чаша, дали ќе ја преполните чашата и ќе почне да прелева. Ја велам: професорке, никако проблем не е чашата да претвориме во бокал.
така што можеме, има начин како да се изведе сето тоа и како да се препороди татковината за само 2 изборни циклуса, за 10 години од сега да не ја препознаеме Македонија. Ако сакате, одиме чекор понатаму. Норвешка 68 кога откри нафта, години наназад консекутивно таа е најпросперитетна нација во свет. Земете го Дубај во моментот кога откри нафта. Сега Израел откри на крајбрежјето газ, големи наоѓалишта и проектот Истмет оди под Средоземјето покрај Грција, Албанија и така натаму. Еден крак ќе земеме ние за оваа брза и масовна гасификација додека се направат нашите гасни централи и така натаму. Значи треба знаење, умење, вештини, интелектуален ноу-хау. Не треба да имаме комплекси на пониска вредност, не треба да патиме авторитети дека западниот просперитетен свет успел. Не, ќе успее и Македонија. Ќе го возбуркаме крвниот запис, ќе го разбудиме лавовското во нацијата, ќе крене глава македонскиот народ и ќе покажеме и докажеме дека можеме, умееме, дека знаеме како тоа да го направиме и заедно, лека по лека, ќе ја враќаме славата на Македонија од древни времења. Така налутени сте им на ВМРО, ДПМН и на СДСМ? Знаете, и Библијата вели гневете се, но не грешете. Така, Јас се гневам на ова 30 годишно детериорирање на македонскиот национален стратегиски интерес во татковината, не ги заслужуваат. ВМРО, значи ако даде Господ интегра да дојде на власт, јас сум кажал во безброј наврати, ВМРО се светиот акроним за македонскиот народ. Во третиот и четвртиот ешелон на Социјалдемократскиот сојуз имате златни деца патриоти. Не можете ним да им го одземете правото да бидат ВМРО како што ни вас, ни мене. Тие се свети букви, тие треба да бидат света реликвија. Ставете ги на еден свет зид, никој не сме да ги дирне. Не можете да ги третирате како крава молзница, да им се товарите само за да бидете на власт и да го молзете овој народ и потоа фрли ги на буниште. Не, ние мора да ги заштитиме тие 4 букви. Нема право понатаму ДПН да ги користи, тие не го заслужуваат името Македонија. Земете го Мицкоски. Ако сакате, еве ги веле предавствата на сцена. Референдумот испорача се што побара Заев. Уставните амандмански измени, се што побара Заев испорачано е. Председателските избори, се што побара Заев испорачано е. СЈО испорачано е. Сега за овие избори повторно ги испорача. Значи, внимавајте, тука станува збор или за уцина, или Мицкоски ДПН го немаат кормилото во свој раце. Колебливиот, вели Библијата, е како морски бран, кога ветерот го подига, го удара во карпи и го распрскува и го снемува од сцената. Од тука со ваква колеблива, да не речам да ми простите на израз, импотентна политика на лидерството на ДПН, ми се чини дека на прав пат е оваа идеологија од 19. век да отиде во историја. Затоа се гневам. Затоа што немам партнер со кого можам да разговарам како мажи со мажи. Добро. Со кого ќе одите на избори? Сами. Ние поднесуваме сами кандидатски листи и јас тврдам дека предизборни коалиции не се додадена вредност за политичкиот систем, да се измериме кој колку тежи на политичката сцена, така треба да биде и со СДС и со ДПН. Знаете, ние не патиме од комплексна пониска вредност во однос на нив. Значи, апсолутно не се авторитет за нас. За нас е авторитет само Господ. Имаме високо поставени таргети, имаме фантастични лидерски тимови кои што се морални столбови во своји средини. Тоа е една професорска елита која што излегла од зона на комфор. Значи, тоа се врвни професионалци во своите области. Горат од љубов за татковината, тоа беше базичниот критериум, да се патриоти во своето срце. И сега, нормално, немате совршен човек, прагот на морална грешка никој не го поминал, но легитимно е човек некогаш да погрешил во неговото минато и така натаму, но важно е сега да гори во срцето со љубов за својот народ и за татковината и да е подготвен сиот свој потенцијал личен да го стави во служба на татковината на еден морално постулиран начин. Сите лидерски тимови, носители на листа положија рака на Библија, положија заклетва пред Господ со рака на Библија, интроспот снимија со завет пред својот народ и пред Бога, дека ќе работа за татковината Македонија. Јас се надевам дека заедно со лидерските тимови оваа изборна платформа Нова македонска ренесанса ќе биде урнек или абецедар или како сакате упатство, како се регенерира една нација, како се враќа од ивица на провалија, како се препородува и како правите за една декада богати и просперитетни индивидуи. Значи ова ќе биде нешто од кое што ќе учат другите нации и народи и ова прв пат имате ваква идеологија на тлото на Европа, да знаете. Во ова сме исклучиво први како политичка партија, сме пионери во областа, зборувам и во Македонија за конзервативната идеологија сме први, но за вредносниот либертарианизам, че конзервативна вредносна политичка идеологија на тлото на Европа сме први во ваков
облик и ова автохтон изворен made in Macedonија производ не е производ на ниту една служба домашна или странска, некој велат цијат, мосат, не знам, ција мосат, не знам што и така натаму. Тоа се будалаштини од ранг. Значи по делата ќе не познаете кој сме, што сме и чии сме. Значи по делата ќе покажеме и докажеме дека навистина може, ако се сака, да се направи од Македонија, еве да решам, пристојно место за живење, но и богата и просперитетна држава и богати и просперитетни индивидуи. Посакувам успех на политичката сцена, на изборите успех. Ви благодарам што бевте дел од емисијата. Се гледаме во некој нареден. Ви благодарам и вам. Нека е благословено, нека се благословени вашите гледачи и сите вие. Благодариме. Ние овдека го завршуваме вечерашното интервју со претседателот на Македонската конзервативна партија Интегра. Останете во добро здравје, се гледаме наредната прилика.